тој период имаше само 3 регулациони вентили во градот. Се наоѓавме во големи проблеми, бидејќи кога се случуваат дефекти, ние моравме да ја сопреме водата, каде што некаде повеќе од половина во градот домаќинствата немаа вода. Значи имаш дефект во Каракански Бавчи и сопираш нема вода на Комановски пат. Пола град нема, да. Сега каква е ситуацијата? Сега ситуацијата е стабилизирана, секаде каде што се смени водоводната мрежа, во секоја улица каде што ја заменивме, поставивме најмалку по 2 регулациони вентили само во тој дел на таа улица, доколку се случи дефект. Тоа значи дека сега од граѓаните да знаат дека ги немаме веќе тие проблеми кои што ги имаме. И овде би ве прашал исто така, би било интересно на граѓаните, никој не сака да ја менува водоводната мрежа од просто едноставна причина, затоа што прво тешка работа, скапа работа, многу мачна работа, меѓутоа добра е за здравјето на луѓето. Како да ја приклучуците еве на двете најголеми улици, Младинска и Крстен Мисирков? Ќе кажам само на улица Младинска. Пример, некаде приклучивме посебно над 80 домаќинства. Замислите секој ден да ја сопирате водата. Благодарност и на трпението на граѓаните од Свети Николе, во општина Свети Николе, затоа што тие секојдневно се наоѓа во ситуација да немаат вода. Ние моравме, доколку тогаш не ги приклучивме, понатака ќе немавме можност да ги приклучуваме, бидејќи ќе требавме да сечиме асфалт. Многу тешка и макотрпна работа. Меѓутоа тоа го надминавме. Сега веќе нема проблем.